Ние во овие моменти се наоѓаме во Хилтон хотелот, токму на местото каде што вечерва Доналд Трамп ќе го има своето прво обраќање по објавувањето на резултатите. Дали ќе биде тоа обраќање како новиот претседател на Соединетите Американски држави или како кандидатот кој што е изгубил довербата од гласачите, ќе видиме вечерва. Овде се е подготвено, сега имаме и дури најава, бевме замолени да ги напуштиме, меѓутоа замоливме да останеме за ова јавување во живо. Сите мораат да ги напуштат просториите. Не беше дозволено ни не прошета буквално на местото каде што Доналд Трамп вечерва бината каде што ќе го има своето обраќање. Се е подготвено, огромен број на телевизиски екипи има тука, поставена е бината, меѓутоа не смеевме да се јавиме од таму поради безбедносни причини. Секој кој што влегува овде мора да биде обележан. Екипата на телевизија Нова успеа да добие дозвола за да влеземе овде, за на гледачите им покажеме како изгледа. Зад мене може да видите, се е подготвено заедно со реквизитите за Трамп. Ќе направиме Америка повторно голема, We will make America great again е слоганот на Доналд Трамп. Се е подготвено и во местото каде што Хилари Клинтон ќе ја прослави победата, како што вели таа. Дури имам информација дека веќе е закажен и огномет и добиена е дозвола за огномет во 21 часот и 15 минути. Што е многу чудно затоа што според правилата во 21 часот во Њујорк завршува гласањето, значи доволни им се само 15 на минути за да ги пребројат гласовите. Кога сме кај гласањето, како што каже и ти, 225 милиони американци, од кои 50 на милиони гласаа пред денешниот ден, го искористија она право за предвремено гласање кое што го имаат овдека во Соединетите Американски држави, а денеска буквално беа преполни гласачките места. Екипата на телевизија Нова беше на едно од гласачките места каде што можевме да забележиме, беше буквално гужва. Она што беше интересно, правилата за гласање во Њујорк. Не е потребна лична карта за идентификација, не е потребно никакво делење на ливчиња и правење гужви, затоа што правилата налагаат секој што сака да гласа претходно мора онлайн преку интернет да се регистрира. Добива на имейл ливче за гласање кој што има баркод. Со тоа ливче доаѓа, кажува која е неговата адреса, му кажуваат на која маца треба да гласа за неговата адреса, се заокружува на своето ливче за колку сака да гласа, потоа оди до масата со скенер, го скенира ливчето, автоматски е преброен гласот, нема потреба повторно да се пребројуваат после затварањето на гласачките места гласовите и тој со своето ливче си оди дома. Ние денеска и разговаравме со луѓето кои што чека да гласаат пред местото каде што ние бевме. Интересно, 99% од луѓето што ги прашавме рекоа дека ќе гласаат за Хилари, но да ја погледнеме анкетата. Who do you think the next president should be? Hillary Clinton. Why? Because she's an intelligent woman, she's a politician. I never liked her that much, but compared to this horrible man who's a racist, doesn't like women, he's a bluff. So therefore, Hillary Clinton is my only choice. And I'm an immigrant, so that's very important. Hillary. Why? So why? I mean, it's pretty obvious, but she has a lot more of experience. She's very well established, spent a lot of time. I just think overall that compared to the other candidate, she is just, more sound in her decision making, and we need someone to kind of steer the country in the right direction. And the other candidates cannot be trusted, for obvious reasons, for the demeanor, management, things they've said about females. It's just highly inappropriate, so hopefully she'll be a no-brainer. Hillary Clinton. Why? Because I can't imagine Donald Trump being president of the United States. It scares the crap out of me. Possibly it's going to be Mrs. Clinton, I think, isn't it? Are you voting? I'm not voting, so I'm not a US citizen, but from what I understand, is she still leading? Do you think that Hillary will be a good choice for the United States? Compared to the rival, I think she'll probably be the favourite. But from what I understand, it's not the best of two options, really, is it? Сите велат дека Трамп можно е да ги оспори, односно доколку не му се допадне исходот нели од изборите, дека веќе во најава дека си направил простор за да ги оспори овие избори. Но она што се случува секаде во Соединетите Американски држави, гласањето во поголемиот дел од државите е електронски, меѓутоа еве во Њујорк е се уште на ливчиња затоа што градот Њујорк сметал дека електронското гласање ги збунува гласачите и многумина од нив велат дека гласот нивен отишол, стиснале нешто што не треба, не гласале правилно, дека ги збунил принципот и начинот, затоа државата Њујорк
каде што има најголем број на гласачи, се одлучила се уште тоа да си остане, да си биде со гласачките ливчиња. Сите очи се вперени во оние 10 држави кои што кажа ти, кои што се battleground држави, како што го велат, држави каде што се води битката, кои што секое гласање, секој избори буквално различно гласаат. Не е како што кажа ти, Њујорк си е демократски град, секогаш гласал за демократите, Хилари е тука безбедна, но овие 10 држави ќе ја одлучат судбината, односно кој ќе биде новиот председател на Соединетите американски држави. Сите очи се вперени во Флорида, која што носи 28 гласови, а Пенсилванија 20 гласови. Овие држави можат буквално да го променат текот на гласањето. Ние денеска имавме инсерти, вие во дескот во телевизија Нова постојано пратите што се случува. Имаме, чина ми, изјава денеска гласа и председателските кандидати, нели Хилари Клинтон и Доналд Трамп, на 19 декември. Изборниот колегиум официјално ќе прогласи кој е победник, но ова е само формално, бидејќи вечерва изборниот колегиум гласа според тоа како гласале граѓаните на неговата држава. За да биде победник треба да има 270 електорати, односно од државите кои ќе ги освои, односно тоа е апсолутното мнозинство од вкупно 538 електорати. Значи, кој ќе има вечерва 270 електорати или над, ќе биде победникот на овие избори. Дали тоа ќе биде за прв пат во историјата жена да седне на председателското место или шоуменот, бизнисмен Доналд Трамп, ние остануваме да видиме. Ќе се обидеме и вечерва да дојдеме овде да видиме каква е атмосферата. Секако овде во Хилтон ќе биде интересно затоа што какви да се резултатите. Или Трамп ќе биде победникот, или пак можеби ќе најави дека не ги признава изборите.